Прво да се заблагодарам за поканата. Чест и задоволство ми е да бидам дел во оваа формулација и во овој видеокруг на формулација и проект. И задоволството е големо да ние како компанија оставиме свој белег и печат кај вас. Друштвото за застапување во осигурување е дел од интернационална групација, холдинг групација, која што се нарекува Safe Life Betalingsverwaltungs GmbH. И со својот историјат постои повеќе од деценија и е имплементирано во повеќе земји членки од југоисточна Европа. Делантноста која што е специфична за нас е така наречената секторска бизнис компонента во делот на осигурување, односно осигурителен бизнис. Кога станува збор за осигурителниот бизнис, неминовно е да се напомене нашиот генерален партнер, кој што ни вдахнува сериозна сигурност, а тоа е Граве осигурување. Истата како таква постои веќе 200 години и е историјат потекнат од Грацервексе Зайтиге, исто од Грац од Австрија. Со своите години нааназад, поминати 2 светски војни и корона кризата некако за него ова представува и белег и печат дека апсолутно е во делот на сигурноста неприкосновен. Кога станува збор за работното делување и дејствување, ние обезбедуваме финансиска сигурност од една страна преку одредени акцентни делувања, а тоа е така наречената формулација за консултантски услуги на нашите клиенти преку одредени тарифи и моделни решенија. Кога ќе обезбедите на некого финансиска сигурност, автоматски се подразбира дека обезбедувате и сигурна иднина кај тие семејства, идни клиенти, од една страна, а од друга страна и кај нашите промотори, агенти, лидери, менаџери и така натаму. Да се обезбеди сигурна иднина во овие несигурни времиња е апсолутно нешто што представува уметност, нели? И да се отвори моментот како ментален склоп и да се укаже на некого добриот збор е исто така можност која што ние ја имплементираме надвор на терен. Она што се фокусираме исто така е долгорочната иднина. Кажавме дека ако нашиот партнер постои 200 години и нашата сигурна тенденција е да постоиме понатаму 200 години. Многу пати ние во нашата компанија сме се двоумеле дали жената предприемач или мажот предприемач имаат поуспешни приказни. Кој од нив се поуспешни во своето делување? Поради социјалната интеграција на нашата компанија сме поминале многу работни профили, како женски, така и машки профили. Меѓутоа, она што сметаме дека е круцијално и важно е да се истакне дека генерализацијата на машко и на женско предприемаштво сметаме дека не постои. Генерализацијата кој е подобар всушност се базира на способноста или на внатрешните вредности на самата индивидуа или единка. Впрочем и амбицијата која што апсолутно е нешто круцијално и најбитно на самата особа, организацијските способности и на крај крајава персоналниот раст и развој, говорништвото, да слушаме, дали сме добро морално етички подковани и дали се насочуваме кон едукативен пристап за да ги оствариме своите цели, визии и мисии е круцијален сегмент. Токму и жените предприемачи треба да се насочиме кон тоа. Safe Life како компанија апсолутно делува кон видеокругот на неидентификување на успешни приказни без разлика дали се тие машки или женски. Ако постоиме толку низа години и личниот печат во работното делување
веќе од моја страна постои преку една деценија. Лично сметам дека личниот коучинг и собствениот раст и развој на единката е нешто што подразбира едукација, континуирана едукација од една страна, а од друга страна и имплементација преку тие едукација, раст и развој на лидерските вештини. Кога имате лидерски вештини, вие создавате лидерски алатки и врз основа на истите околината ја приспособувате на вашите бизнис цели, успешни визии и мисии. Многу пати сакаме да кажеме дека кога нешто не ни оди, кога имаме пречки од надворешната околина, дека имаме нефер конкуренција, дека владината политика не е добра за нашиот бизнис, меѓутоа жената предприемач во тие моменти треба да биде најсилна и истата треба да се насочува постојано кон својата активност. Значи, активноста или мали чекори до големи успеси за жената предприемач представуваат еден суштински сегмент за низиниот личен успех, а и успехот на компанијата и развивање на таа бизнис визија, бизнис цели, бизнис мисии и така натаму. Веќе дојдовме до нешто што се нарекува суштинско, нели? Ако претходно го напоменавме надворешниот сегмент на нашата компанија, сега веќе навлегуваме и кон оној надворешен сегмент. Два аспекти се многу битни. Прво, едукацијата, која што е во континуитет и која постојано се интегрира во нашата компанија. Другиот аспект е кариерата. Кога имате едукација, градите кариера, мора да имате така наречена бизнис платформа. Со таа бизнис платформа се катапултирате кон горните цели, горните нивоа, меѓутоа без систематичност во работењето и без јасна методологија не би било можност да се интегрира во нашата компанија. Односно, суштински компоненти се јасната систематизација, која веќе повеќе од деценија ја интегрираме, апсолутно низ процесите, низ истите процеси нели се развиваме, се дигитализираме, се усовршуваме од година на година, а исто така и методолошкиот пристап при тие едукации кои што се во континуитет ја зачувуваат нашата способност за успешно делување и го зачувуваат нашиот интегритет. Во Македонија сме водечки бренд во однос на агенциско осигурување на живот, а автоматски со оно што претходно го напоменавме како систематичност и методологија во работењето, ја зачувавме и нашата визија, тоа е да развиваме успешни и среќни работни профили. Како од областа на промоторството, така и од областа на лидерството и менаџерството.